Дождливата и блага пролет придонесе за бујност на вегетацијата, која со зголемувањето на температурата на воздухот и човечкиот фактор може да представува опасност од појава на пожари. Процентуално, според евиденцијата во територијалната противпожарна единица во Штип, најголем број на пожари се случуваат на отворено. Палењето на огино или палењето на страништата, така речено, значи тоа највише го фактор е човек, знаеш. Тие што со сточарите кои имаат ситен добиток, тоа е овца, коза, не може да се движи по големата вегетација и оние палат, тоа е првото нивно, нели, објаснување зошто го палат, нели, тоа страниште. Меѓутоа, додека пожарникарите се обучени за санирање на последиците, други, како што се Министерството за земјоделство преку своите надлежни инспектори, се тие кои треба да ја спроведуваат превентивата, односно санкциите кон оние кои не ги почитуваат забраните и ги палат страништата. За тие работи е задолжено Министерство за земјоделие. Значи Штип има инспектор по таа работа и треба малку Министерството за земјоделие да си го тоа преземе. Казните за таквите прекршоци се движат од 300 до 3000 евра. Дали досега некои од нив се имаат соочено со казни? Има негде околу 4-5 човека, више некои више и лежат затвор за таа работа. За опожарување? Да, за опожарување, значи имаме сега најава, нели, дека имало пожари подметувани, фалати и така да очекуваме, нели, да добиеме покана и ние како вешти лица да можеме да го тоа спречиме. Како што рековме, летото и високите температури доправа се пред нас. Тука и апелот од надлежните до земјоделските производители и сточарите. До сите земјоделци и до сите сточари, значи, да се стрпат или да си ја косат целата трава, за да може да имат, нели, храна за стоката и било што. Ние знаеме дека тоа сувата трева и сувите гранки ги чистиме со запалување, но еве сега еден апел до сите жители на општина Пробиштип и до останатите кои гледа на вашата телевизија, да кажеме дека и со законот е забрането, а и заради безбедносни причини апелираме да не се палат страништата, да не се пали сувата трева, да се известуваат единиците на локалната самоуправа, тоест територијалните противпожарни единици, ако веќе се случува некој таков настан. Минатата година во Штипско се евидентирани над 400 интервенции, а само за првите 5 месеци од оваа година над 250. Тоа значи дека пожарите, за жал, продолжуваат со слична динамика.